така, на мои 20 години. Прекршив кога сретнав во животот луѓе кои што знаев да им поставам искрено прашање што се случува со мене, зошто сега јас грабам кон успех, меѓутоа нешто има празно тука, нешто не сум цела јас во целата приказна. Чекај, така се осети стварно? Така се осетив јас, на мои 20 години кога стигна врв на кариера, прв европски медал носам. Во карате историски медал не се случило во кати да има некој донесен медал. Јас сум прво девојче. Не го памтам настапот, значи он дупка. Тука почнуваат први силни финансии. Јас тотално се губам во смисла на мојот живот почнува тука најмногу егото да мава слава популарност. Во исто време јас не сум среќна со сите тие особини кои што ми ги пружи животот. И се запрашувам тогаш што е тоа што ми фали, каде јас грешно газам. И осеќаш празнина одма после најголемите успеси. Да, и затоа многу често знам да кажам дека јас на Олимпијадата заминав многу зрела. Точно знаев што очекувам и зошто не ме понесува атмосферата, зошто не ме јаде еуфорија, зошто немам трема, зошто често знаеа да кажат ти изгледаше таму толку стабилно, заради тоа што знам дека тоа е само дел од животот мој. Дека мојата среќа и се она кое што сум јас не е Олимпијадата. Јесте животен сон. Меѓутоа не треба децата да ги носат во еден таков правец кој што е многу тешко ментално да го издржат. Затоа имаме анкциозни спортисти, депресирани спортисти, имаме и сфрустрирани многу голем број спортисти. Тие по секоја цена ги тераат. Смири се малце, значи не треба по секоја цена. Ако ти заслужуваш во текот на животот и ако доволно се трудиш, има Господ и тој ќе гледа и ќе види дали ти треба да бидеш награден и ќе најде начин како да те награди. Тоа е тоа. Јас сретнав во 2013 година, се соочив со луѓе кои што се од другата страна на приказната или ајде ќе спомнам монасите кои што ми помогнаа да ги сватам и да го прашам моментот како е да сте среќни да не одите кон успех. Тоа беше прашањето, како секој ден се допирате до она што е добро. Меѓутоа што е? Без успех. Што е тоа? И тогаш јас се пронаоѓам себе си, односно дека она кое што внатре го чувствувам, она кое што го давам на луѓето да се чувствуваат успешни, мислам да се чувствуваат убаво, не е мојот успех е аплауз 10 минути. Мојата мајка ми татко ми треба разговор 10 минути. И тоа е малце различно. Посебно си тргнав од семејството кога сватив дека ги изгубив моментите. Јас во текот на кариерата сум како и да звучи, јас имам 20 години кариера, од кој што имаш во исто време такмичам јуниор, U21, напреден јуниор или млад сениор и сениор. И тоа е циклус на надпревари во цела година, каде што, например, оваа година во јануари такмичам на почеток од годината државно првенство за јуниори. Јас сум прва во категоријата, такмичам балканско првенство јуниори и европско првенство. Завршува тој циклус, обично тие деца се на пауза. Јас влегувам во циклус на државно првенство за U21 и сениори нека. Иако си јуниор на хартија. Сениори, потоа такмичам на мој 16 години, значи такмичам балканско за сениори медал и европско за сениори. И во иста година јас имам 2 европски, 2 балкански, 2 државни. И секогаш е преодно, една година има светско за сениори, другата година е светско за јуниори. Секоја година сум на светско првенство на Јас сватив дека едноставно ритамот на надпреварите. Замислите пред секој европско и светско јас имам 10 дена припреми, 7, 5, како и да е. Значи сум надвор од дома, па 10 дена сум таму. Дали се патување 3 таму, јас сум, значи пола месец јас постојано сум во ритам да сум надвор од дома. Од најбитните моменти, од слави, од роден ден на блиски луѓе, од буквално свадби кај што најдобри другарки. Да. Ти пола живот колку губиш. Така, затоа што некој отстрана изгледај сега, значи не продавај празна прича, заради тоа што луѓето што не го сетиле не можеш и го судат и не можеш да го објасниш вака пластично. Мора да седнеш да му кажеш, абе луѓе, тоа се 20 години. Ако јас на првите 6 години од мојата кариера, 15 ставик, ако сум била само процес и сум го живеела се до тоа, и 10 да се пак е премногу да си одсутен од дома. Е премногу посветеност, премногу време, дисциплина и рутинско живење. И сметам дека ете тоа.
Тоа го има во христијанството, е слободно живење кај нас. Тоа и многу мене ми се допаѓа што има дисциплина, ама има слобода во која што живееме и имаме насока дека најдобро и најбитно да живееме за љубовта, за љубовта на блиските, за љубовта која што можеш слободата да ја даваш љубовта и да ја примаш.